вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва дебатираме што ја очекува Државната изборна комисија на овие избори, кои се тест и за комисијата и за државата како услов, еден од условите за добивање датум за преговори со Европската унија. Функционирањето на Државната изборна комисија, како се одвива кампањата, финансирањето на кампањата и изборите и сите други прашања, вечер ги отвараме и ги дебатираме со председателот на Државната изборна комисија Оливер Дирковски. Добро вечер. Добро вечер. Поранешните членови на комисијата Александар Новаковски, сега адвокат, и Субхија Купи, судија во Висшиот управен суд, исто поранешен член на Државната изборна комисија. Добро вечер на сите. Господине Дирковски, ќе почнувам од вас. Најавувате некои новини на овие избори. Пред се дека резултатите за прв пат ќе пристигнат брзо и транспарентно. Се чудиме за сите овие години, за сите многу избори имавме, како може од една држава како Македонија со речиси 2 милиони жители, не знаеме точно, али тука некаде, да ги чекаме со часови резултатите од гласањето од сите избори, а земји како една Германија да ги имаат за 1 час, додуши партиите ги имаат за 1 час по затварање на гласачките места. Што вие ќе направите за да го стварите ова ветување? Да, во прашање процедурата и изборниот законник во нашата држава, кој што предвидува, значи се работи за различни системи, кај нас е предвидено избирачкиот одбор по сумирањето и утврдувањето на резултатите, да ги достави записниците и материјалот до Општинската изборна комисија, па таму имате една процедура на прием, на внес на резултатите и после тоа тек доаѓа до Државната изборна комисија и тоа одзема време. Например, една средна општинска комисија со средна големина од 80-90 избирачки места, треба време да се сумираат сите резултати и така натаму. Ние овај пат ќе искористиме малку технолошката предност што во денешниве модерни времиња на сите ние предност доколку знаеме да ја користиме како алатка, ќе ги сликаат председателите и замениците председатели на избирачките одбори записниците број 16 и веднаш ќе ги трансферираат до ДИК, каде што ние веднаш ќе го подигаме резултатот од секое избирачко место на нашиот екран, да биде достапен на јавноста и со напомена дека е првичен и неофицијален резултат, како што впрочем се и другите резултати. Како ќе се внесуваат понатаму со истата процедура во Општинската изборна комисија, ние исто така ќе ги објавуваме тие резултати и сметам дека овај пат, прв пат ќе постигнеме некоја солидна брзина на објавување на првични неофицијални резултати и да ја конечно пренаврегнеме таа забелешка и од вас како медиум и меѓутоа и од доста извештаи кои што на различни наблюдувачи кои постојано ни замерувале за спороста во објавувањето на резултатите. Оваа мерка има и една друга превентивна дејност, а тоа ќе сликаат со мобилен телефон. Да, со мобилен. Кој ќе го фотографира? Председателот или заменикот на избирачкиот одбор, од кога тој записник ќе биде пополнет за сумирање и утврдување на резултатот, тоа е записникот број 16, се подпишуваат сите присутни на тој записник и во тој момент се фотографира и се трансферира до нас. Тие и онака имаат обврска тој записник, еден од примеров да го закачат јавно на избирачкото место на влезот на избирачкото место, тоа се јавно достапни информации и нема никаков проблем да истовремено се трансферираат до нас и ние да ги објавуваме. Оваа мерка има и одредена превентивна дејност, како што ќе превенирате? Ќе превенира евентуални идни мисли и размислувања на некои од членовите, замениците на избирачките одбори, кои што во минатото се случувало да пермутираат одредени бројки на пат до Општинската изборна комисија, да преправаат записници и така натаму, значи и тоа се случувало, да бидеме отворени. Мислам дека овој пат кога ќе знаат дека тој записник веќе е дојден во Државната изборна комисија, ќе размислат два пати дали да го прават тоа што некои значи нема да го носат никаде па по пат да ќе го носат, меѓутоа ќе размислат два пати дали да го направат кога ќе знаат дека тој е веќе стигнат таму кај што треба. Значи двојна цел имаше оваа мерка на некој начин и ова е прв пат да се обидеме вака. За наредните избори се разбира, планираме и некои други новини во оваа насока со цел убрзување на собирање и сумирање на резултатите, меѓутоа
за тоа потоа ќе видиме како сега ќе се одвива оваа работа, за да можеме да ги стигнеме западноевропските земји кои што објавуваат, и не само западноевропските, замислете Бразил има преку 100 и кусур милиони гласачи, ги објавува резултатите за 2-2,5 часа. Меѓутоа има друг систем на гласање, имаат гласачки машини во собствена продукција и многу успешно се одвиваат изборите на гласовите. Има различни можности и решенија кои што за нашата мала држава од 1.808.131 гласач запишан на избирачкиот список можат да помогнат во иднина да ги надминеме овие ситуации. Господине Новаковски, како ви изгледа оваа новина? Имало ли, како што кажа господин Дерковски, менување на резултатите? Имате ли ви искуство со такви записници и дали ова очекувате да функционира и дали е правилен начин? Прво би сакал да кажам дека една од главните работи кои ќе остане на ДИК во текот на после завршување на изборниот процес е објавување на резултатите и прецизноста на објавување на резултатите. Тоа се забелешките на опција одикара во сите извештаи. Прво, ние имаме големо искуство досега во однос на објавување на тие резултати. Не би се сложил со некои моменти од некои изборни циклуси, не беше објавувањето брзо од други причини, не од технички причини. Значи не беше од човечки фактор, од политички причини. Значи од разни притисоци и се избегнуваше резултатите на време да се објават со создавање тензии од страна на избирачкиот одбор во самото избирачко место. Имате такви искуства во неколку изборни процеси, кога 24 часа го немаше председателот на Државната изборна комисија за да ги објави резултатите првични и неофицијални. Јас ќе потсетам јавноста дека 2009 година беше заменик председател господин Субхија Купи, јас бев председател на ДИК, заедно со другите членови. Ние ги објавивме за председателски локални избори, после 2 сати од затварање 3 на избирачките места. И тоа беше една непогода кога имаше од 97% обработени избирачки места, а 3% не беа отворени поради временските неприлики. Ние воспоставивме систем со рутери. Така да ги објавувавме како се внесуваат во општинските, така ги имавме ние податоците и не се тркавме ние со партиите, него невладините доста беа тука амбициозни, сакаат ДИК да го направат дека не може тој систем да го успостави, а и сега се борат и затоа ДИК, јас му посакувам успех во оваа работа, но би сугерирал на една голема предпазливост, бидејќи сепак оригиналниот записник прво ќе се пребројат избирачките места од помалите места, ќе створи разлика со резултатите од партиите. Бидејќи партиите секогаш манипулираат, ги внесуваат податоците кои им одговараат, а останатите големи градови се на крај. Така да јас се надевам дека, иако со оглед дека се председателски избори, и ако се објавуваат од општински изборни комисии, ДИК околу 11 часот ќе ги има првичните неофицијални. Вие очекувате побрзо тоа да се случи? Да, сега ќе се случува побрзо и токму една од причините и ова што спомна господинот Новаковски, значи да ги превенираме и политичките влијанија и политичките манипулации и игри во објавувањето и селектирањето на објавувањето на резултатите. Ние нема да селектираме. Ние како ќе стасуваат. Па не, ама партиите ако решат можат и тие брзи да бидат, нема да чекаат, како ќе го преноминирате. Во оваа ситуација ние како ќе стигаат, ние ќе ги објавуваме, повторно да напоменам, првични неофицијални резултати, затоа што има постапка во која што треба стануваат официјални резултати. Сакам да дополнам во однос. Се надевам дека ќе биде добро овој пат. Не, се надеваме дека овие се председателски избори, вие имате 3 кандидати. И тие ќе оде толку брзо пребројувањето, а секако морам тука да напоменам, во однос на овие избори посебно има влијание атмосферата која е создадена, значи која ја немаше Република Македонија. Значи сепак имаме
оставање... Различна од сите минати избори. Различна атмосфера и атмосферата многу влијае дека ќе имаме одличен изборен процес. А тоа е атмосферата во однос на сите аспекти. Добро, вие судите и по кампањата, судите и по кампањата и мислам дека брзо ќе се објават резултатите. Господине Купи, што вие очекувате? Дали ова добра замисла да се фотографираат со мобилен телефон и брзо да се праќаат записниците? Вака, бидејќи веќе спомна нешто Новаковски како ние направивме некој обид суксесивно да се дават резултатите, како се стават на веб страницата на ДИК и така да ги следат заедно со новинарите. И тоа беше еден чекор и така отидел до сега. Јас сум легалиста со која пак, ако би бил на нивно место, не е лесно да се одлучи на овој чекор, бидејќи пак мора да биде регулирано со закон. Значи, може да се прави некој пилот начин на кој се дава, меѓутоа пак кажувам тоа, ќе бидам огледан во тоа, бидејќи пак не е така регулиран изборниот законник, што... Сметате дека ова би требало да биде дел од изборниот законник? Бидејќи ова е добро мислење, не е лошо. Значи, тоа што кажа председателот дека многу влија и за нерегуларност може и така натаму се става одма кога се прави записникот мора да се искаже во самата просторија со подписи на сите. Добро, тие правила беа и порано, ама очигледно дека се изигнувале. Ова е добар чекор. Меѓутоа, ја мислам дека треба да се мисли понатаму. Значи, има сега начини со која има на секое гласачко место се стават и машини со која одма тие пребројуваат и ако има значи нерегуларност во тоа или има приговор, може тогаш да се отвара и кутијата и самата каде се гласа на електронски начин. Тоа би бил значи што може да се мисли по чекор понапред. Да, тоа е веројатно. Мислам дека пак јас за поздравување овој чекор, што може ќе влија добро, бидејќи јас во мојата книга сум наведел преку 40 начини на изборни нерегуларности што се случил во Република Македонија за овие 12 години што јас сум имал. Што се правело со овие записници меѓу овие? Па вака сега со записници нема многу. Има овој што се води сега значи има и процедура за Чаир што се случи 2013. Меѓутоа порано имаше такви ненамерни. Сега јас не можам да бидам сега за тоа што е направено во Чаир, тоа судот ќе каже. Меѓутоа значи имаше преправања и понапред од тоа во некои и доста сме имали проблеми, значи како Државна изборна комисија после со такви начини. Меѓутоа многу беа ненамерни кои и не знаеле како да ги внесат податоците. Необучени членови на изборната комисија, тоа записниците 16 беа појасни после 2013 и така натаму, со која се успеала сега да нема такви проблеми. Меѓутоа, пак зависи од избирачкиот одбор. Избирачкиот одбор треба да биде добро спреман, добро обучен, и тие што ги внесат податоците, мислам дека треба стварно да внимават на бидејќи Дали се добро обучени избирачки? Тука ви сакале да додадам, значи комисии. Направивме една анализа после референдумот, имавме малку време и таа анализа покажа дека практично најслабата алка во целата изборна администрација ни се избирачките одбори. Има повеќе моменти зошто е тоа така. Еден од моментите е начинот на избор на членовите на избирачките одбори. Значи, сега имате ситуација која согласно изборниот законник ве
тера да бирате од јавната државна администрација и многу често се случува да изберете по случаен избор луѓе кои што не сакаат да бидат член или заменик член на избирачкиот одбор. Ама мора да бидат, затоа што сте ги избрале. Таков е законот. Да, како државни службеници не смеат да одидат. Да. И сега имаме ситуација, ние во која што за референдумот се соочивме со тоа, многу од нив, дел од нив на сила дојдеа, дел од нив напуштаа предвремено избирачко место, значи и немате санкција освен тоа да поведете дисциплинска постапка пред неговиот работодавач, која санкција и не е толку ефективна за да можете нешто да смените. За таа цел ние се одлучивме да ја смениме програмата за едукација, значи на избирачките одбори, и овај пат малку поинаку тргнавме. Направивме една нова програма за едукација во која што вклучивме 60 едукатори, 30 од членови или заменици на општинските изборни комисии, меѓутоа и 30 надворешни едукатори кои што претходно ги обучувавме, ги сертифициравме и по изготвената претходно изготвената програма, сега во моментов веќе месец дена се одвива едукација на избирачките одбори, прво на претседателите и замениците, како најповикани, а потоа нели тоа се правеше и порано? Не порано и до сега се правеше неколку дена пред денот на изборите, на начин на кој што, например, ќе повикате во една голема сала 200, 300 или 500 луѓе, зависност од бројот на избирачки места во општинската изборна комисија. Во таа ситуација вие не можете да вршите вистинска едукација. Сега се прават едукациите во мали групи до 30 луѓе, каде што ќе можат нормално да слушаат, нормално да прашуваат, нормално да им се одговара и нормално да научат. Значи, овдека максимата репетицио ест матер студиорум се покажа како многу ефективна во работата на Државната изборна комисија и ние за нареден период предвидуваме таа едукација континуирано да трае и пост изборниот процес кој ќе заврши изборниот процес, после тоа да внимаваме и да ги едуцираме граѓаните. Да, бидејќи членовите остануваат исти. Така е. Најчесто тие викаат дека се си знаеме, ама не е така. Но одбивањето е... Малку да се поврзувам на ова беше од ИФЕС спроведена до 2005 година на вакав начин и после тоа кога добивме статус кандидат, нормално дека ИФЕС се повлечел од Македонија и немаше кој да ги прави веќе останал на нас и со новиот изборен законник тогаш да се справа и обуките кои беа така секогаш. Сега се враќаме пак на на почеток изгледа. Па така изгледа, бидејќи пак се враќаме после толку години, ние се враќаме во првобитна положба, значи се го враќаме ИФЕС пак во Македонија и преко ним да одат и овие обуки па да помагат и така натаму. Новаковски, колку е незнаење причината што не сакаат или пак стравот од притисоци? Добро, јас сум убеден дека не се работи за незнаење. Значи, посебно за овој изборен процес председателски, ако ние имаме државна администрација која не може да пополни записник со тројца кандидати и да сумира резултати, да изброи гласови, тогаш е друг проблем поголем. Значи, не е во проблем во едукацијата во моментов, едукацијата нека се прави за наредните избори, кога ќе бидат дупли избори, кога ќе имаме повеќе изборен материјал. Овде се работи, ние сме имале искуство со едукација, избирачките одбори, ако ги оставите државната администрација, без разлика колку време имале искуство, може да се размислува за модели. Клучот е кај избирачкиот одбор, но таму имате посматрачи и наблюдувачи, значи нема теоретска шанса во овој момент некој да посегне, да преправи записник или било. Но, јас сметам дека тие ако ги оставите да немаат притисоци, да се тргне тој притисок, а мислам дека е тргнат, од партиите, тие ќе си ја завршат работата и тие записници во однос на едукацијата околу организирање на изборите е неопходна. Но ние, како што кажа за меникот, ние го вративме ИФЕС назад. А тоа враќање е проблем, затоа што ИФЕС покриваше земји кои имаат проблем со
демократијата и со спроведување на изборите. За жал ние го вративме ИФЕС после толку години и вративме уште толку невладини организации од странство да нас не обучуваат, а овде вие имате луѓе кои се спремни, кои имаат 10-15 изборници, кои се ќе кажам еден пример за целосно решение. Например, во Германија, јас бев во мисијата Опција Одихара за Бундестаг, во главниот тим. Таму председателот на избирачкиот одбор нема ограничен мандат. Председателот на избирачкиот одбор е човек кој е државен службеник, кој е респектиран и кој не би помислил да направи нешто на избирачкото место. Тој е должен записникот да го однесе во Општинската изборна комисија оригиналот. Значи тој одговара посебно истиот систем на гласање, овај ризичен потек е со сликањето. Јас ве уверувам дека е добро овие изборен процес, ќе ги објави ДИК резултатите, не мора да е за 1 сат, не мора да е за 2 сати, нека бидат и првичните неофицијални резултати релевантни. Зошто мислите дека е ризичен? Многу е ризичен. Зошто? Прво, ако настане некој проблем поради грешка и преправка од страна на општинската, а вие сте го стикале во избирачки одбор, а општинската согласно изборниот законник има право, ако е преправан записникот, да го преброи во присуство на членовите на избирачки одбор, да стави печат и да ја преправи. Тоа си е нормална процедура. Значи, ќе добиете различни замислите резултати? вие, ако со такви партиите, ако некој незадоволни, со такви слики од мобилен, достават, ќе дојде исто ко со прислушкуваните разговори. Тоа е многу ризичен потек. Не го препорачувам. Сметате ли на тој ризик? Може како пилот, кој што кажа, неке можете да ги употребите во доказна постапка кога ДИК ќе одлучува по приговори. Нема потреба на овој изборен процес. Не, сме ги пресметале сите можни ризици и затоа ние кажуваме дека оваа постапка е за пред се заради првично неофицијално објавување на резултати и другата превентивна рамка која што ја кажав, и сметам дека нема да има никакви проблеми, инциденти, затоа што сега да не објаснувам пред јавноста, има одредени заштитни елементи кои што ги предвидуваме за при трансферот на сликата и така натаму, дека не може секое лице тоа да го прави. Само да ве прашам, председателе, дали работи веб страната на Државна изборна комисија во моментот? Во моментот не, затоа 4 дена да имаме проблем и јас не би го собраќам до вас затоа што знам кој работи таму и затоа сме скептици со господинот Цупки. Не сте вие ги донеле, али верувајте 4 дена во ек на кампања не работи веб страната. Така е, имавме одредени проблеми кои што се надевам во утрешниот ден ќе ги решат по најавите на истиве луѓе кои што ги спомнавте, кои што сум ги наследил. Меѓутоа процесот ќе биде организиран, спроведен на начин како што треба да биде организиран и спроведен. А за персоналниот состав ќе треба понатаму да се размислува како да се променува. Сепак и ова што го планирате ќе зависи. Само како дополнение, знаете што треба да кажам? Ке дојдат утре парламентарни избори и локални заедно. Ке ви го барат истиот систем да ги објавите за 2 сати резултатите. Не може, ке биде друг председател, ке доведете во многу непријатна ситуација. А овие избори ке ги објавите резултатите и од општинските со компјутери ви тврдам за 2 до 3 часа. Ево. Мислам дека ќе е така. Дека нема да може да... А пилот програма, пробајте. Тоа е одлука на ДИК. Да, добро да се има прв пат. Прв пат нема да гласа дијаспората. Вие рековте гласов на дијаспората е најскап. Колку тоа ќе не чини нас, граѓаните, бидејќи ние ќе ги платиме трошоците? По пријавените наши граѓани од дијаспората 1782 се пријавија за гласање, вообичаено не гласаат сите. Наспроти стотици илјади што ја напуштија. Да, наспроти стотиците илјади кои што секојдневно ги споменуваме, можно е да гласаат само 1000-1100 од тие пријавени граѓани. Очигледно ќе не чини многу овој глас на дијаспората, затоа што претпоставките се дека ќе се потрошат некаде близу 30 милиони денари за оваа намена, за оваа цел.
за организација, спроведување, избирачките одбори да се испратат таму. Колку избирачки одбори ќе отидат во странство? 32 избирачки одбори во 32 ДКП-а и ова е јасен сигнал, јас многу пати сум го спомнал ова прашање, дека законодавецот мора да размисли за начинот на кој што ќе го уреди ова прашање во идниот период, се надевам во новиот изборен законник како насушна неопходна потреба на нашата држава, затоа што ова прашање ја не би го одземал правото на нашите граѓани, сепак ние никој точно не може да каже во оваа држава колку имаме диаспора, освен оние што легално го пријавиле својот престој надвор повеќе од една година, 70 и некоја илјада, меѓутоа сите знаеме дека се многу повеќе и добро е да го имаат правото, меѓутоа треба и како држава се погрижите да им овозможите услови да гласа, да од диаспората, например, од Малта? Да, побара од Малта не може да гласаат од Малта, затоа што дипломатско-конзуларното представништво во Малта од Лавалета не е напишано во изборниот законник. Таму се точно определени кои ДКП-а треба да организираат избори. Побара од Бразил, граѓани се обратија до Државната изборна комисија, исто не можат да гласаат затоа што нашата амбасада во Бразил не е пишана во изборниот законник. Тоа се прашања кои што мора да се решаваат и да се прецизираат добро во еден нов изборен законник, да се овозможи, има различни методи, различни начини на гласање на диаспора во светот. Ние не треба ништо да измислуваме, треба да примениме добри практики. Значи има Република Бугарија е блиску до нас, има широка голема диаспора во Шпанија, например. На претходните последните избори во Шпанија побара Бугарската државна изборна комисија да се отворат гласачки места онаму каде што има концентрација на бугари во Шпанија, таму каде што се повеќе. Им овозможи, домицилната држава им овозможи таму гласачко место, се гласаше таму и имаше голема бројка на граѓани кои што си гласаа. Какви други има предлози за решавање на овој проблем за со гласањето на диаспора? И кога се воведел за да се гласа диаспората, се отваря дебата, имаше неколку настани така и експерти што искажаа мислење, меѓутоа остана овој најлошиот начин што го имаме во изборниот законник. Се мислише преку пошта, комбинирано. Да, тие бараат електронско гласање, барам овие организации на диаспора. По-добро е комбинирано, по-добро е комбинирано. Кој сака да гласа на гласачко место каде ќе се отварат, а не само во амбасадите, туку да му се дава можноста на Државна изборна комисија да отвара повеќе гласачки места во градовите кај има потреба. И тама може да позајмуваш некое, значи, што може да отвараш гласачко место и ќе отвораш на тие места и ќе биде блиско. И комбинирано преку пошта, со која исто така добра начин, има многу земји така, Хрватска, Босна, многу Словенија и така натаму, што компаративно ако ги земаш, значи ова комбинирано би било подобро и за Македонија. Кога би добиле ние нормални македонски пошти. Да, така и со право се жалат, и со право се жалат, и со право не се појавуваат, бидејќи стварно сега, ако на пример во Италија сакаш да гласаш, сега некој има на 2 гласачки места во Рим и во Венеција, а сега треба да патува некој од многу подалеку да се доволно од Милано, каде околу има најмногу, таму нема. Меѓутоа ова пак останува, бидејќи изборниот законник, мислам дека не само во овој дел, во многу тоа што зборуваме, ќе се отварат, бидејќи остана, значи, и после преседателски избори 2016 и после локални избори 2017, препораките на ОПСЕ-ОДИР не се вметнати во изборниот законник и после овие избори, ја мислам дека има време со кој ќе се отвара и многу работи во изборниот законник треба да се сменат и треба доколку нема некои предвремени избори, има време до следните. И да има, значи да има ние ќе има сепак доволно време да се направи напор од сите политички фактори, да се седне и да се донесе навистина добар изборен законник, нов, затоа што овој со последната измена ја претрпи 30-тата измена од неговото донесување и е повеќе нефункционален отколку функционален, повеќе ствара проблеми со нормите кои што една со друга се внатре во колизија во одредени ситуации
и се доведуваме до ситуација да треба да толкуваме, што не е наша обврска и работа, значи се знае кој може да толкува законски одредби, и во таа ситуација имате дилеми во јавноста. Што би промениле најпрво во изборниот законник, како ви го дадат сега? Добро, изборниот законник стварно доста се измена, али тоа го наметна условите кои се случува во оваа држава со изборните процеси. За мене од 2011 наваму не имавме сериозни забелешки. Сите извештаи на опција ОДХР има утврдено повреда на копенхашки критериуми. Во било која област да ја споменеме беше наведено. Тука ставам дека државата е пред се. Значи државата таа која треба да ги обезбеди овие услови. Тука се независните тела, тука се и медиумите и сите. Но во изборниот законник се префрлија премногу ингеренции на ДИК. Значи, све што некој не требаше да го работи, го ставаше на ДИК. А Државната изборна комисија никогаш не ја воспоставија на тој начин да може да влијае во текстовите на изборниот законник. А некој не беше можеби... Сите измени беа направени без да се прашува Државната изборна комисија. Сега, ме прашавте конкретно, конкретно за диаспората нема решение во моментов, не е до изборниот законник, бидејќи изборниот законник ќе го смениме Малта, ќе гласаат. Не имаме сега несправедливост на тие избори и не се прифатливи да се организираат, бидејќи ако го земеме трошокот кој се прави со оглед дека гласовите се еднакви сите, ние имаме сега проценка според мене дека 500 евра ќе кошта глас во Македонија. А во Швајцарија кошта 6 евра на гласање во диаспора. Како споредба. Ирак има $400, Авганистан има $500. Ели знаете што се случуваше во Ирак, што се случуваше во Авганистан? Сега, тука треба да се промени со државата да се заложи, да се направи, да се донеси закон за привремен попис на избирачи во странство. Прво да даде државата слика колку е таа диаспора, да не се шпекулира. Кога јас бев председател, кога се припремавме за гласање на диаспора, мене ми беше даден од МНР податок дека има 4 милиони диаспора. Тоа е несериозно. Ево сега една молба. Нека се Не, од МНР. Од МНР. 4 милиони, то да сум ме видел на веб страната. Сега, тоа значи МНР во соработка, создадени се сите услови, и овај состав на ДИК, и било кој состав, да се направи тој закон за привремен попис на избирачи, посебен закон, и 6 месеци пред секој избори да се врши попис, да дојде таа бројка, барем гласот да биде во некои соодветни рамки, за да биде дозволиво да гласа диаспората. Во друг случај, колку сакате да отворите избирачки места, вие ке немате одзив добар, бидејќи еден Мексико има 30 милиони во Америка, одзивот им беше 30.000 гласачи, потрошија $50 милиони. Овој систем по пошта и комбиниран, да, но паралелно да се направи, овој закон го има Хрватска. А Хрватска го направи бидејќи имаше исти ваков проблем и беше недозволиво да биде вакво. Никогаш нема да имаме ние одзив. Како сака да го измениме изборниот законник. Ако државата не створи услови да се види колкава е таа диаспора. Ние имаме 70.000, како што кажа председателот, водиме. Али тие 70.000, дали е права слика? Значи, ние ќе создадеме впечаток во јавноста и во Европска Унија и во сите држави дека ние вистина имаме само 70.000. Затоа мислам... Ако е тоа официјална некоја бројка со која располагаме, дека има време пошто овие избори, за овие избори бидна, да се направи тоа и 6 месеци да се попишува секој кој евентуално
да се повикува како граѓанин. Активна регистрација. Активна регистрација, да. колку што е Една од актив. критиките Али на со ОПСЕ посебен да. закон, јас мислам. Дека е пасивна И ако се регистрацијата дојде до на- одредена прифатлива бројка да се имплементира. Ако не, треба да се размислува и за... Треба и одредени критериуми да се оведат, кога може да организираш, кога не, да не важат истите услови како кај нас, минимум 10 гласачи. Да, господинот Таму, Новаковски спомина дека со изборен секоја измена на изборниот законник ви додава ингеренции на Државната изборна комисија. Најновата е финансирањето на кампањите. За жал или за среќа. Да. Пред да влеземе во студиото споменавте дека доаѓате од УЈП, така да од управата за јавни приходи, така да со финансиите добро баратате, меѓутоа колку ингеренциите ви дозволуваат и јасно ли е како ќе се финансира? Тоа е на некој начин најновата ингеренција на Државната изборна комисија, која се пренесе 3 дена пред носењето одлука за распишување на избори на 5 февруари. Се тргна надлежноста од Министерството за финансии, се пренесе на Државната изборна комисија. И при тоа се, морам да кажам, се заборави да се допрецизира начинот на кој што ќе се одвива целата таа операција. И што правите вие сега на 10 последните дена пред измени од избори? минатото лето, каде што се утврди дека финансирањето на медиумската кампања ќе се покрива од средства на буџетот на државата, се створи оваа нова обврска. Ние се потрудивме да воспоставиме било каква процедура која што ќе ни помогне да сепак излезиме во пресвет и на вас медиумите, меѓутоа и на организаторите на кампањата кои исто така имаат илјадници прашања на оваа тема, како тоа да го затвориме. Во консултации со сите вас го на некој начин договоривме начинот како тоа ќе се заврши со договорите кои што ги имате подпишано со организаторите на кампањата, ствараат меѓу вас облигационен однос и ќе имате меѓусебно фактурирање, а обврската за плаќање има ДИК. Во таква ситуација ние мораме да направиме еден договор Вие сте благајникот. Ние сме благајникот кој што договор ќе ни ја пренесе практично обврската нам за да ви платиме вам, а истовремено тој договор ќе ви овозможи вие сметководствено да ги затворите вашите поборувања и од другата страна обврските за плаќање, за да немате проблеми понатаму во евентуална ревизија или контрола од управата за јавни приходи. Значи, ќе го направиме тоа на законит начин за да ги избегнете проблемите кои што можат да ви се појават и сметам дека не треба вака да остани. Не може да плаќаме ние нити сме нарачател на услугата од вас како медиум, туку е друг нарачателот и тоа во ред ако се одлучило да се плаќа од буџетот, меѓутоа треба тоа да се прецизира начинот на кој што тоа ќе се направи. Вие кому би дале таа ингеренција? Велите не на ДИК, кој тоа е дело? Буџетот го организира, води и спроведува Министерството за финансии. Таму треба да се одвиваат овие работи. Меѓутоа, ако законодавецот одлучил да биде Државната изборна комисија, нека биде, меѓутоа нека биде прецизно одредено точно како треба тоа да се прави и точно треба да се наведат и средствата кои што треба да се трошат од буџетот. Јас мислам дека сега не се точно наведени. Освен ограничувачката одредба во член 84 кај што е одреден максимумот од 110 денари по запишан избирач за секој организатор на кампања да може да потроши во оваа кампања, нема друга ограничувачка одредба во изборниот законник за колку средства да се потрошат. И тоа е еден од моментите кои што треба во иднина многу внимателно да се разгледа и да се допрецизира како би може да ги Вие секако ќе избегнеме. морате да го прецизирате, сакали или не, кога Така ќе е. дојде до исплатата. Пауза за реклама и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна, што се очекува што ќе испорача Државната изборна комисија. Кампањата веќе почна, меѓутоа како ја оценувате, го знаете, господин Новаковски, извештајот прв на ОПСЕ ОДИХР, на меѓународните наблюдувачи, таму тие посочија нејасноти околу финансирањето на кампањата, само што зборувавме дека и самата Државна изборна комисија има и во ОДКЕ решава многу проблеми и имаше забелешка дека кампањата почнала пред време. Меѓутоа никој не реагираше. Добро, мислам дека тоа е преелиминарен извештај
И јас, имајќи во предвид на забелешките кои ги имаше ОПСИ и ОДХР во други изборни цикуси, мислам дека е добар извештајот. Секако тие мора нешто да кажат. Во случајов се работи за мисија која опфаќа голем тим на експерти и секако ние како држава која веќе ќе стане членка на НАТО и Европска Унија преговори, ние мора тие стандарди ќе се поригорозни. Значи тогаш во кој смисол? Ево, една од забелешките за предвремена кампања не е кажано во кој смисол е почната предвреме кампањата, за да можам да ја коментирам во однос на... Ако официјалниот почеток на 1 април тие забележува дека имаше кандидати. Кампањата која се одвива во моментов диктираат кандидатите и доста совесно, доста добро, дури изненадувачки за наши услови. Јас се надевам дека така ќе продолжи. Малку сум изненаден од почеток на некоја кампања во текот на задните денови кои со имитирање на некои спотови. Црна кампања има. Црна кампања, јас се сметам дека тоа е голема грешка на организаторите на кампањата, бидејќи со тоа стварно се создава услови да нема излезеност, а ние знаеме дека најголем проблем на овие избори ќе биде цензусот во вториот круг. Апсолутно излезноста ќе немаме биде многу време до крај, да многу голем проблем. Да, наоѓате ли сериозна забелешка во извештајот на ОПСИ и ОДХР и и генерално како се одвива кампањата? Значи, секогаш се многу битни овие извештаи, тоа што кажа и Новаковски, и иако што е периодичен извештај, на крај истото нема да го сменат ова состојба, него ќе биде во тој прелиминарниот извештај кога ќе излезат тие после одма еден ден после изборите и многу значајно. Секогаш тие имат средба со Државна изборна комисија и Државната изборна комисија е најкомпетентна што може да дава тие оценуваат и работата на ДИК, некоја ако мисли дека не е во насока со која запишувале. Значи, ова што јас имав прилика да го прочитам, значи, реален е извештајот. Нормално дека покажуваат предвремена кампања, бидејќи до денот на кога се кандидират и кога ја потврдува Државната изборна комисија кандидатите, од тогаш тие немаат право, значи, до Значи, Државната изборна комисија практично не може да реагира. Никако не е регулирано. А дали би требало? До денот кога тие се потврдуват, значи никако не можат дали би требало според вас да има и таква ингеренција? Мислам дека треба да има и треба да го, бидејќи се знаат кандидатите дека однапред и таа период, вакуум период, го искористуваат да се рекламират и после до денот кога веќе донесува Државна изборна комисија решение дека тие се кандидати и тогаш 10 дена ќе престанат и после ќе почнат. И така тоа од прилика беше околу во тоа насока е извештајот правните празнини на нашиот изборен закон. Дали стигна приговори, жалби досега до Државната изборна комисија и на кампањата и на ние на минатата седница ги отфрливме тие приговори, беа неосновани, беа на ситуации кои што навистина не беа инцидентни ситуации кои што можеше да се подведат под нормите на изборниот законник за прекршување на кампањата и како што кажа и нашите соговорници тука се користи таа правна празнина за овој недефиниран период претходно и тоа е една од работите која што треба исто така во иднина да се прецизира за да не може да се случуваат тие предвремени кампањи на кандидатите за било кои избори. Инаку извештајот е коректен, ние имаме постојана соработка со мисијата на ОПСИ и ОДХР, како што кажа господин Јакупи, тие се консултираат со нас и при изготвувањето на конечниот извештај, доколку имаме некои забелешки, ние дават денеска бевте и на дебатата што организираше невладината цивил, значи домашните набљудувачи, тие соопштија дека имаат сознанија дека се подготвува изборен подкуп во некои населени места, дека ценот
Цената на гласот скокнала, не е веќе 500 денари, туку 1000. Да, меѓутоа исто така ги донесоа сознанијата. Тие кажа нивни сознанија, меѓутоа никој не понудува докази за тие работи кои што се во надлежност на други органи во државата. Да, тоа е многу несериозно да се тврди без доказ. Треба да се внимава кога се искажуваат такви работи, затоа што не секогаш тие работи доведуваат до нешто позитивно како реакција, многу пати често се манипулира и се искористуваат во друга насока. Тие изјави, јас им кажав дека доколку имате докази, тоа треба да се знае, има постапка како да се направи, меѓутоа немојте да шпекулирате. Има влијание кога и за крај во тек се изборот за тројца градоначалници Охрид, Дебар, Ново село, дали тука има некои нарушувања на овој предизборен период? Нема, ние во текот на вчерашниот ден, како Државна изборна комисија, бевме во посета на општинските изборни комисии Дебар, Охрид и Ново село, се поделивме по групи. Констатиравме добра состојба таму, општинските изборни комисии работат малку поинтензивно во однос на другите комисии. Навреме ги имаат сите подготовки завршено и сметам дека нема да има проблеми. Во двете општини Дебар и Ново село има по 20 кандидати, во Дебар се 20 колеги доктори, значи во Ново село се исто така познати луѓе од околината. Во таа општина мирна е кампањата и таму. Морам да се сложам со господин Новаковски дека имаме одреден позитивен исчекор во оваа кампања. Ние сме навикнати на многу полоши кампањи досега, што не е многу за пофалба, меѓутоа сепак и покрај одредени инцидентни ситуации, црна кампања така натаму, мала е димензијата на тие појави и затоа сметам дека сепак во добар правец се одвија сега за сега кампањата. Само половина од кампањата е помината, значи не очекувам се надевам дека нема да продолжи една половина, така да видиме како ќе се одвива. Ние сме тука да ја анализираме и како медиуми очекуваме дека прв пат за избори ќе имаме резултати многу побрзо. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна, а вам ви благодарам на вниманието. Останете на Телма, имајте убава вечер.